Верувам дека добро ве подгреавме со новитетите во Автомагазин, а сега ќе се посветиме на тестот на 5 електрични автомобили. Имаме 24 часа, доволно време да ве запознаеме со сите, а после ќе ги сумираме резултатите. Трката започна и поентата на неа е што повеќе километри да се поминат на патека во изолирани услови, но со што помалку полнења. Рено Зои, кога влегов во него, имав автономија 198 километри. До сега направив повеќе кругови, негде околу 10 и веќе имам пад на автономијата до 162 километри. Рено Зои е најпродаваното електрично возило во Европа. Тоа е пред се поради одличната стартна позиција за која Рено се избори и ризикуваше за да го пробие овој автомобил. Тој ги има сите благодети на класичен автомобил, но звукот на тишината е она што ве плени. За управувањето не можам да кажам дека е погодно за патека, но за електричен автомобил Рено Зои многу добро, односно стоички се однесува. Поради ниското поставување на батериите добиваме ниско тежиште, па поради тоа Зои може да издржи и посилни маневри. Амбиентот во внатрешноста е модерен и ги има сите електронски помагала. Остануваат уште 23 часа возење на електричните автомобили. Со Зои ќе поминам сигурно уште доста километри, па резимето ќе го кажам после возењето. Првите 2,5 часа за управувачот на Зои помина. Ја испразнив батеријата до 19% и успеав да поминам некаде околу 160 километри. Сега ќе го ставиме на брз полнеч. Овој полнеч има капацитет на полнење од 170 киловат часови, но Зои го нема тој капацитет. Најмногу може да потегне 18 киловат часови. Но следното возило што ќе го возам, тоа е Volkswagen ID. Тој може да повлече и повеќе од 100 киловати. Да видиме што нуди ID. Volkswagen ID3 представува пресвртница во историјата на фирмата од Волсбург. Врз база на него ќе се произведуваат многу електрични возила. ID3 сега се комерцијализираше, но следат ID4, ID5 и ID6. На прв поглед, ова е умерен футуристички дизајн во внатрешноста, чија ергономија ги задоволува дури и најпробирливите. Погледнете, внатре се наоѓате во модерно опкружување кое ви нуди висока технологија. Но да видиме Volkswagen што може да понуди со електризацијата, односно со движењето на струја. Не може секој да претвори пораз во победа. Тоа им успева само на најсилните и најхрабрите. По тој аршин Volkswagen е вистински победник, бидејќи во период од само 6 години успеа да го забрза производството и развојот на своите електрични модели. ID3 е долго очекуван и најавуван, а на нашите простори пристига сега. Јасно се гледа мешавината на модерното и традиционалното. Volkswagen не отстапува многу од своите дизајнерски идеи и решенија. Познатата платформа MEB, која е основа за сите електрични возила на групацијата, се покажува како одлично решение.
бидејќи возните својства, динамиката, како и комфорот во внатрешноста на ID3 се за пофалба. Не само за пофалба, туку за висока оценка. Volkswagen знаел секогаш да направи добар баланс помеѓу практичното и корисното. Од тоа не отстапува и во своето електрично возило. Можеби ја нема она напредна дигитална инструмент табла која може да ја најдеме во многу модели на групацијата Volkswagen, но сите решенија во внатрешноста се во име на практичноста и лесното секојдневно употребување. Volkswagen испраќа јасна порака, а таа е дека поради електриката не сме и не треба да се откажеме од секојдневните благодети. Затоа е опремен со многу високо ниво на опременост. Да кажеме, има дури греачи на седишта и греачи на управувачкото тркало. Поентата на електричните возила, иако располагаат со многу сила, е да бидат во секојдневна функција на корисниците, да бидат еколошки и достапни. Со субвенциите кои ги дава германската влада, ID3 сигурно ќе биде еден од најпродаваните и најпосакувани електрични автомобили во Европа. По краток одмор повторно се наоѓам на патеката, но овој пат сум во MX-30. Ова е првиот електричен автомобил на компанијата од Хирошима и има многу позитивна аура, морам да кажам, бидејќи дизајнот е направен како спортско корисно возило, но има решенија од спортските модели на Mazda, како што е RX-7. Тоа се однесува на задните врати. Мене лично ми се свиѓа комбинацијата во внатрешноста, каде што се употребени не само квалитетни, туку и прогресивни материјали. Можеби на други снимки ќе видите дека во внатрешноста на MX-30 има дури и плута. Весело е уредувањето на внатрешноста и таа е светла. Но каков е електромоторот? Сосема добар. Главен проблем на овој тест на Mazda MX-30 е капацитетот на нејзината батерија. Имено, таа има батерија од 35 киловат-часови и со неа може да се поминат околу 250 километри. MX-30 е динамично обликувана каросерија на спортско корисно возило. Седењето е во ред, единствено за разлика од ID3 и за разлика од Renault Zoe, Mazda има малку послаба звучна изолација и се слуша под возието најмногу пневматиците. Но динамичките способности се одлични, како и опременоста. Голем недостаток и не можам да сватам зошто Mazda толку тврдоглаво се држи до старите навики е централниот дисплеј. Тој ниту е во боја, ниту е осетлив на допир. Оваа тврдоглавост на Mazda не знам зошто е, но можеби и тоа е дел од имиджот на компанијата, која е позната по својата техника и технологија, но понекогаш тврдоглаво се држи до традицијата. Ioniq е првиот електричен автомобил на Hyundai и добро се позиционира на пазарот. Атмосферата во внатрешноста е очекувана за овој
корејски бренд кој во последните десетина години многу работи на својот имидж, дизајн, ергономија и технологија. Имено Hyundai покрај палетата на електрични автомобили ќе развива и електрични автомобили кои користат водород. Тоа е во перспектива на производителот. Во овој Ioniq вградена е батерија од 35,8 киловат часови и таа овозможува автономија околу 300 километри. Предноста на Ioniq не е во големината на батеријата, туку на начинот кој таа може да се полни. Таа е способна да повлече струја со сила од 100 киловат часови, што овозможува полнење на батеријата до 80% од капацитетот за околу 30 минути. Тоа е добар показател, бидејќи Ioniq со својата перформанса на полнење, но и добра рекуперација, односно регенерација на силата, овозможува брзо враќање на асфалт. Иако поголем дел од возењето го извршуваме по тежок дожд, Ioniq се однесува многу зрело. Неговата управливост е во рамките на можностите на класата. Овие автомобили не се направени за спортски екскурзии, туку се направени да бидат економични и еколошки. Hyundai со својот прв ваков автомобил докажа дека е способен и зрел за борба со поетаблираните марки. Ветеранот меѓу електричните автомобили е Nissan Leaf и тој е еден од главните виновници за масовна електрификација на автомобилите за секојдневна употреба. Leaf е веќе одлично распространет низ целиот свет, а во Македонија е присутен нешто повеќе од 2 години. Овој модел се наоѓа доволно долго на пазарот за да биде популарен од двете страни на Атлантикот, но и во Азија. Неговиот дизајн е доста конфузен и се употребуваат модерни, но и многу застарени решенија, особено на манипулаторите. Тоа може да се види во долниот дел, особено на прикинувачите за грејење на седиштата. Движењето му е флуидно, тој може да се почувствува малце поголема бучавост од подвозието, но манирите на Leaf се сосем задоволителни. Nissan Leaf е интересен производ. Неговиот дизајн и во внатрешноста и во надворешноста има една изразена жичка на инфантилност, жичка на детска искреност. Тој е направен не да ве освои со својот изглед, туку со своите манири. Негов недостаток е малата батерија која му дава автономија како и кај другите. Честите посети на полначот за струја траја околу 40 до 45 минути. Nissan Leaf е ветеран, но од Nissan има што да се научи, посебно ако се стави под лупа Leaf. Многумина избегнуваат да возат ноќе, но ја пропуштаат можноста да го доживеат амбиентот дефиниран од светлината која допира од инструмент панелите, амбиенталното осветлување во одличен спој со прецизните снопови на LED фаровите.
Интензивниот дожд беше упорен во поголемиот дел од денонокието. Возењето во вака тешки услови бара концентрација и внимание. Олеснување на патеката беше осветлувањето кое ја направи 2,5 километри долгата патека сцена на која се одвиваше филмска драматика. Се нижеа километрите, остана уште некој час кога ќе може да ги паркираме електричните маратонци и сумираме резултатите од минатите 24 часа. Поминаа 24 часа кога ја направивме најавата за почетокот на тестот, кој конечно е готов. 5 електрични автомобили покажаа дека имаат перспектива за широка употреба. Се надевам дека во скора иднина тоа ќе биде реалност и на нашите простори. За овие 24 часа со мои 10 колеги од Србија и Хрватска успеавме да поминеме следната километража. За вкупно поминати 5325 километри сите автомобили заедно потрошија околу 790 киловат-часа. Верувале или не, целиот овој тест во смисла на потрошената електрична енергија според македонските цени на струјата чинеше помалку од 4800 денари. Да појаснам, ова е трошокот кој го направија 5 автомобили за вкупно поминати 5325 километри. Најголема дистанца за 24 часа помина Volkswagen ID3, кој е победник на тестот со поминати 1183 километри. На второто место се пласира Renault Zoe со уверливи 1091 километар. Само 17 помалку со вкупни 1074 километри на третото место се пласира Hyundai Ioniq. Првата електрична Mazda не успеа да изненади како првиот електричен Volkswagen. Малиот капацитет на батериите и можноста за брзо полнење му овозможија солидна четврта позиција преку совладени 1023 километри. Четирицифрената граница остана затворена за ветеранот Nissan Leaf, кој прокнижи 954 километри. Интересно е да се нагласи дека разликата помеѓу победникот Volkswagen ID3 и Nissan Leaf, кој е на крајот од колоната, изнесува 229 километри. Вложените 24 часа без сон и 12 активни часа во возење се исполнија со сатисфакција. Сите заедно успеавме да помериме уште една граница која ја поставивме пред 2 години кога го започнавме првиот 24 часовен тест на електрични возила. Сега, кога го завршивме вториот, интензивно размислуваме за третиот подвиг, но за тоа потоа, во некое од идните изданија на Автомагазин.